Господјо Братушек, добро дојдовте во Македонија. Добар дан. Ми представува особено задоволство што сте гостин, ексклузивен гостин на Еден ТВ телевизија и што се согласивте за вашиот кус престој да направите разговор за нашата телевизија. Бевте прва жена премиер од осамостојувањето на Словенија во време кое што се сметаше дека едно од најтешките времиња во Словенија, бидејќи за време на вашиот мандат Словенија поминуваше низ најкритичниот период во својата историја, кога се случи светската финансиска криза. Кажете ми на кој начин успеавте да избегнате финансиската криза и колапсот кој што ви се закануваше и какви пораки можете да и пренесете на Македонија, која што исто така сега поминува низ еден многу драматичен и критичен период. Дозволете најпрвен да ви го честитам државниот празник. Да, точно е како прва жена во државата ја презема владата во најтешкиот финансиски период. Ние политичарите мораме секогаш пред очи да го имаме она што е добро за луѓето и државата. Ако имаш добри намери и ако си навистина одлучен да ги решаваш проблемите, тогаш ти помагаат и партнерите од Европа. Така ние ја добивме нашата доверба и тоа што го ветивме, го исполнивме. И за нас ова мислење е многу значајно. С оглед на тоа што Македонија е на прагот на Европската Унија и НАТО, што доби Словенија со влезот во Европска Унија и НАТО? Најпрвен честитки за се што е постигнато во Македонија во текот на изминатата година. Тоа навистина беа големи чекори. Уште многу работа ве очекува пред се со пристапот кон Европската Унија. Словенија по моите проценки многу доби со членството во Европската Унија и НАТО. Не е секогаш лесно, ниту пак убаво, но за сите нас од овој дел од Европа е важно да сме во групата на најразвиени држави. Сметам дека за догледно време Македонија ќе биде подготвена да стане членка на Европската Унија. Македонија навистина прави големи чекори напред. Договорот со Грција во врска со решавањето на името е огромен чекор и гледам дека сте на вистинскиот пат кон иднината. Сакам да истакнам дека членството во Европската Унија и НАТО е мировен проект, гарант на стабилноста. И тоа пред се е многу значајно за земјите од Западен Балкан. Се радувам што Европската Унија се шири. Словенија јасно го поддржува ширењето на Европската Унија и НАТО. Јасно е дека дотогаш треба да се завршат домашните задачи. Непосредно пред да дојдете во Охрид, бевте на средба со премиерот Зоран Заев. Ке можете ли да ни откриете зашто разговаравте и какви совети му дадовте на македонскиот премиер? Се радувам што се видов со македонскиот премиер Зоран Заев. Тоа беше наша прва средба воопшто. Ми ги представи плановите на владата и се што е направено во изминатиот период. Му ги принесов поздравите од председателот на словеничката влада Церар, како и председателот на Социјалдемократската партија Жидан. Ми ги представи проектите со кои се занимава владата, а јас истакнав дека тоа што тој го прави лично и владата е вистинско за Македонија и Европската Унија. Утре ќе одите на Пелинце, на прославата на Илинден. Дали на тој начин, не само декларативно, туку и со своето присуство сакате да ја дадете поддршка на владата? Да, секако задоволна сум и горда што ќе бидам заедно со вашиот председател на владата на најголемиот државен празник 2 август во Пелинце. Тоа е значајна поддршка што ја дава Словенија на Македонија. За прв пат сте во Охрид, како се чувствувате овде и која беше причината за вашето доаѓање? Да, точно е. Јас за прв пат сум во Охрид. Моите први впечатоци се многу убави. Ние словенците добро го познаваме Охрид и тука сме чести гости. Треба да се истекне дека Словенија и Македонија се две пријателски земји. Многу работи не поврзуваат. Пред се прекрасната околина, шумите, планините и природата во која живееме. Охрид, како што знаеме, е вистински светски бисер. Во Словенија 2 месеци по парламентарните избори е период на коалициони преговори и очекуваме наскоро да се формира нова влада. Очекувам и се надевам во наредните 4 години да добиеме стабилна и квалитетна влада. За на крај би сакала да ве прашам дали ја слушате музиката на Владко Стефановски и доколку не ја слушате, очекувате ли од вечерва да станете негов фан?
Да бидам искрена, не многу. Ви посакувам убав престој во Македонија и овде во Охрид и убаво да си поминете вечерва на рок концертот. Убедена сум дека концертот ќе биде одличен и уште еднаш срдечни честитки по повод државниот празник.